Собранието влегува во изборен ритам, а спикерот Африм Гаши уверува дека институциите се подготвени да обезбедат фер и демократски избори. На првиот работен ден по одморите, Гаши информираше дека поднел декларација до сите пратенички групи со која народните избраници ќе се обврзат на фер игра за време на целиот изборен процес. Ова е прв ваков документ кој ќе биде изгласан во законодавниот дом. Очекувам декларацијата да биде усвоена со консензус на собраниска седница предвидена за 12 септември. Мислам дека тоа ќе најде на позитивна реакција кај граѓаните. Ова ќе биде за прв пат од страна на собранието да се донесе ваков документ со кој ќе испратиме посилна порака до граѓаните. Работата на пратениците продолжи денеска по летниот одмор кој претходно беше прекинат на 16 август. Тогаш беше свикана итна седница за измените на изборниот законник по скратена постапка, но предлогот не помина поради недостиг на Бадентерово мнозинство, откако против гласаа пратениците на ДУИ. Гаши денеска рече дека ако не ја свикале седницата, тоа ќе значело дека собранието не се обидело да ги донесе измените и немало да се знае кој е за, а кој против. За изборниот законник и независните кандидати за сега нема најава за ново гласање. На брифингот со новинарите во собранието денеска Гаши кажа дека до него не стигнале никакви информации за некаква тајна соработка пред изборите меѓу СДСМ и ДУИ. Нема информации за некаков договор меѓу СДСМ и ДУИ. Такви информации не дојдоа до мене. Проблемот е што ние секои избори ги правиме како да се последни, како да се за живот или смрт. Локални избори треба да бидат за тоа што градоначалниците треба да понудат. Пред пратениците ќе се најдат и измените во законот за локална самоуправа, со кој ќе има можност да се отповикуваат градоначалници од функцијата, но законот ќе важи од следните локални избори. Првиот круг ќе се одржи на 19 октомври, вториот на 2 ноември, а изборната кампања почнува на 29 септември.